Здраво, дечиња! Јас сум вашата учителка Наташа. Денес ќе учиме нешто за сообраќајот. Нема мижење кога си во движење. Учењето на безбедноста на патиштата, нивото на културата и одговорноста во сообраќајот е многу важно за вас, мили мои дечиња. Секое дете треба да биде свесен за сообраќајните правила и прописи, затоа што од голема важност е за безбедното одвивање на сообраќајот, односно за заштита на вашиот живот. Кога станува збор за безбедноста на децата во сообраќајот, едноставно е јасно правилото дека децата секогаш треба да внимаваат во сообраќајот, а јас како ваша учителка исто така сносувам одговорност и затоа сакам да ве научам некои работи за сообраќајот. Вие, дечиња, секојдневно идете на градинка, со тоа сте учесници во сообраќајот и треба да ги знаете основните правила за сообраќајната култура. Преминување на улица само на пешачки премин. Најважна работа која секое дете треба да ја знае е дека улицата се поминува само на пешачки премин. Таму каде што нема пешачки премин, улицата може да ја поминеме откако ќе бидеме сигурни дека не доаѓаат возила по улица. Иако децата на наша возраст секогаш треба да ја поминуваат улицата со придружба на возрасни лица, кои што ги држат за рака, мора сепак и ние да погледнеме лево па десно па лево и потоа да ја поминеме улицата, доколку сме сигурни дека не доаѓа никакво возило. Дечиња, без трчање на улица. Дечиња, вие мора да знаете дека секое трчање преку улица е забрането и опасно. На улицата мора да бидеме мирни деца, да внимаваме на возилата и внимателно да следиме што се случува околу нас. Трчањето по топка и баркањето со другите деца е многу опасно на улица. Затоа секогаш држете ја за рака вашата мајка, татко, баба, дедо, дада, бато. Движење по тротоар. Ако го следите ова правило на улицата, кога ќе ве сретне чичко полицаец на улицата, ќе ви биде многу благодарен, бидејќи од малечки знаете каде и како треба да се движиме, а со тоа сме пример и огледало на сите учесници во сообраќајот. Тој ќе ви покаже неколку основни знаци, например стоп, дете на патот, пешачки премин, а вие сето тоа ќе знаете да го сочувате и да живеете во една здрава животна средина. Црвено, жолто, зелено. Семафор. На крстосницата има многу семафори. Вие треба секогаш да го следите семафорот за пешачи. Малото човече кој ги менува боите ви кажува кога безбедно може да ја помините крстосницата. Вие, дечиња, треба да знаете дека црвеното светло значи да се застани, а зеленото да се оди. За семафорот секогаш постои една песничка. Сега ќе бидеме предпазливи деца и секој ден да ни биде безбеден. Сега јас ќе ви кажам една убава песна. Семафор сум дете, имам светла 3. Кажи како работам, ако знаеш ти. Црвено светло значи пази, стој. Детето го стогледа и застана во строј. Семафор сум дете, имам светла 3. Кажи како работам, ако знаеш ти. Жолто штом свети, како сончев зрак, детето на преминот чека зелен знак. Семафор сум дете, имам светла 3. Кажи како работам, ако знаеш ти. Зелено штом свети, како вгора лист, детето ќе помине, патот му е чист.